ќе кажа. Значи, Скопје 1854 година, според записите на Јордан Хаджи Константин Оджинот, имал 12.000 жители. Во тоа време, значи во отоманското владење, населението не се делело на етнички групи како што е случај денес, туку се делело на верски заедници, значи за сите потреби се делело на верски заедници и тие 12.000 жители биле од православна христијанска, муслиманска и јудејска вероисповест, јудејска и еврејска, претпоставам, знаете кои. Во тоа време во Скопје се говореле следните јазици: македонски, турски, албански, грчки, еврејски, ромски и нешто влашки, значи во помала мера и влашки. Скопските жители се поделени на 12 еснафи, а турците се на 24 еснафи, кои што од стари имале свој собствен суд за секакви еснавски работи. Предпоставам знаете од часовите по историја дека еснафите се здруженија на занетџи, така што тие во Скопје во тоа време имале свои судови кои што ги решавале споровите што ги имале со трговците, со купувачите и така натаму. Ќе видите дека Скопје бил многу важен трговски град во тоа време. Во Скопје има добро обогатени трговци кои работат со Белград, Трст и Неапол. Трст и Неапол се градови во Италија. Но има и денгубци кои сакаат да се главни само да не работат. Значи, луѓе кои што не сакале многу да работат. Скопје не љубат науката и не се сосема необразовани. Пред 2 години, значи во 1852 година, имало училиште уредено по европски вкус, каде што се предавало светска историја, географија, граматика, сметање, сликате со апаратот. Значи, светска историја, географија, граматика, сметање или математика. Значи, во ова училиште баш самиот Јордан Хаджи Константинов Джинот предавал. Ќе видите во самите текстови знањето го вика рачуница таму, доста интересно. Скопје е еден од древните дардански градови со крепост Кале, што е до ден денес, во кој има необичен гарнизон војска. Има 3 цркви, Богородица, тој е нов храм, и денеска постои, знаете, покрај Вардар кај војната и кај Ману, во чија библиотека работи днес. Спасовден и Митровден, кои што се стари. Спасовден е Свети Спас на влезот во Скопската чаршија, а Свети Спас каде што е гробот на Гоце Делчев, а Митровден е Свети Димитрија што е на влезот на чаршијата преку камениот мост. Има 25 џами, 12 текиња и една еврејска синагога. Во двете големи згради, ќе видите во текстот тој ги пишува како изгледаат со сводови, што ги нарекува кемерили, Енијан и Сулијан престојуваат разни трговци кои продаваат различни стоки. Сулијан постои денеска во чаршијата, таму е сместена ликовната академија, односно факултетот кај што учат сликарство, вајарство и тероди, така што таа градба постои се до ден денеска во Скопје. Во тоа време, значи во отоманското владење, населението не се делело на етнички групи како што е случај денес, туку се делело на верски заедници, значи сите потреби се делело на верски заедници и тие 12.000 жители биле од православна христијанска, муслиманска и јудејска вероисповест, јудејска и еврејска, претпоставам, знаете кои. Во тоа време во Скопје се говореле следните јазици: македонски, турски, албански, грчки, еврејски, ромски и нешто влашки, значи во помала мера и влашки. Скопските жители се поделени на 12 еснафи, а турците се на 24 еснафи, кои што од стари имале свој собствен суд за секакви еснавски работи. Предпоставам знаете од часовите по историја дека еснафите се здруженија на занетџи, така што тие во Скопје во тоа време имале свои судови кои што ги решавале споровите што ги имале со неговата книга, нели ја обработуваме и цвети зада. Значи во својата книга Материјали по изучувањето на Македонија 1896 година, одделот за топографија, Ѓорче Петров дава детален опис на градот Скопје. Неговото објавување, населби, население, трговски връзки, производство, начин на живот и културно-историски знаменитости. Во текстот се видите доста интересно, тој пишува и како се заселеле луѓето. Скопје има изглед на круг, малку изложен од север кон југ. Во должина има 35 минути, а во широчина 25 минути. Значи тој овие мерки ги дава во пешачење, значи и во неговата книга која ќе го оставим кога ќе читате например за било кој место, ќе видите тоа место далечено, толку тогаш не ги мереле во километри како денес, туку во растојание во одење пеш или патување некаде со коњ. Во западниот крај на градот, на височината и над самиот Вардар, високо се виднува старата тврдина или калето. Според местоположбата, Скопје има доста голема стратешка важност. Градот е населен на двата брега на реката Вардар. Главниот дел на градот се наоѓа лево од Вардар, значи каде што е чаршијата и чај, тој дел на Вардар, тој дел главниот дел на Вардар. А десно од него еден мал дел, значи кај што сме ние, оваа страна на Вардар била многу мал дел во тоа време, на градот кој Скопјани во тоа време го нарекувале Каршијак или преку мост. Значи овој го викале преку мост. Вардар влегува во Скопје под Калето. Двата дела на градот се поврзани со 4 моста. Значи во тоа време Скопје имало 4 мостови.
првиот во горниот на градот е јакиот камен мост, значи камениот мост. Тој Ѓорче Петров вели дека е од останото венецијанско време. На различни места ќе видите дека деномостувањето на Скопје. Денеска славиме за 31 година како слободен нашиот град. Најпрво да ви се заблагодарам на сите вас кои што бевте дел од овој проект, на прв пат се одржува со поддршка на градот Скопје, на наши идеи и замисла и во ваше исполнување. Вие сте најбитни што овој проект вака да се снадеме занимливи предавањата. Доколку помине добро, се надевам од идните години ќе го правиме проектот како што беше првичната замисла, да одиме баш на велосипеди, да ги посетуваме тие места од историско значење, да се дружиме, да шетаме и секако да читаме од оваа книга од Ѓорче Петров, која што ние ја издаваме, а ќе остане како подрок настрана од овие запротасенета кои ќе остане подрок за вашите училишта. Значи тука се наградите, ги знаете, тоа се наградите што ќе остане за вашите училишта. Како што ви споменав, само едно прашање може да ви е нејасно, тоа е 37-то прашање, кој вели со кои градови и колкав наголем обрт на трговија има во Скопје во 1896 според записот на Ѓорче Петров. Таму знаете од текстот дека имаш повеќе места ги опишуваш, меѓутоа дека има една реченица кај што почнува, на кратко само пишува надворешна трговија Скопје има со тие места. Еве мала помош, едниот е доста популарен град од околина во овој регион. Ако тоа ја битон за 40 прашањето што се врти 45 минути ќе бидат доволни, сега 11:10, значи 11:50 ќе завршиме. Супер, изгледате одлични. Од сите решени тестови имаме само 4 теста кои што се над 90, меѓутоа тие се годувани, затоа имаше прашањата беа некои беа по 1, по 2, по 3, како ќе се погоди по едно. Тој среќа сите се над 90, меѓутоа сите се со различен број на поени. Значи можеме прва, втора и трета награда да доделиме, тие што ги даа град Скопје, а тој четврти бидејќи тој е 90, меѓутоа над 90. Еве ќе види градот Скопје, за него не го знам, меѓутоа лично ние од единствено Македонија, јас како Марио Шаревски ќе му подариме книга, на тој што ќе биде четврт ќе се контактира со нас. Значи само вака. Прва награда со 97 поени има Ана Марија Радојкова од Раде Овчарски Корчаги. Има тука еден. Да? Врата се навам. Користи. Многу да ме запишеш. Втора награда добива Борис Николовски од Орце Никол. Ова е рана седа. Надам се користи добро и ќе ви помогне сите шетање и уживање во Македонија. Ќе можете со ранецот, вие со музика да одите и да го шетате. Трета награда има Ема Сетуловска од Раде Овчарски Корчаги. А четврта награда што не е предвидено од градот Скопје, значи со меѓутоа ние не го ставаме туку така, ние ќе се договориме, тоа е Стефан Солев од Раде Овчарски Корчаги. Ние моментално нас се играме, меѓутоа ќе се договориме, ја ќе дам, ќе си избереш која книга сакаш да ти ја земе од мене книга. Ето, това е тест. Сега ќе ги поделиме и за... Јас од Карев тука не е професор, меѓутоа јас ќе отам во Карев требаше да ја останам од една ликовна изложба во Мамоеден проспект, така што ќе донесам од книгата Ѓорче во Карев. Сега на Средното училиште Раде Овчарски Корчаги, на нивната библиотека за нивните ученици, еве една книга од Ѓорче Петров. Тој што беше четврто место нека ја подигне книгата. Да, нека подигне од Корчаги, не така? Да. Ова е за тоа, а за книгите на тези книги ќе се говориме за ова е за Орце Никола. Ајде аплауз! Ајде аплауз! Ова ќе биде за Карев. Вие од Карев?
Не знам. Не погаш. Отваряй, аз съм имал директно, когато ти го донесам го. А ова ми е ученик, како се не ходи. Да. Е, па ходите си директно во... Ти одиш во училиште? Ти одиш во училиште во Каре? Ти се враќаш сега? Не. Имамо предобро право. Сега може сите да се собереме и да се